Кога ќе заврши неговиот живот, ние ќе ви јавиме. Толку. Вака со овие зборови били испратени сопругата и ќерката на 71 годишниот Кочо Шанговски, кој во моментот е хоспитализиран во Кочанската општа болница. Неговата сопруга и ќерка се потресени бидејќи оттогаш немаат никакви информации што се случува со Кочо Шанговски, односно во каква здравствена состојба е. Фредерика Шанговска, сопруга на Кочо, денеска пред камерите на телевизија Кочани ја раскажа голготата. Друго, голготата почнува во понеделникот, кога го сабаеле у 7 сат, у 4 сато, му се слошува, не може да дише, викаме брза помош, доаѓа брза помош, му стават ласекс да измочува и тој не може и го донасат у брзата помош тука. Го донасат у брзата помош со помош нормално на милицијата, 4 милицајци дојдоа да го дигнат, да го кренат, пошто од Кочанската болница никој пат не праќат некој, мислам, кој може да ги крева пациентите. Со милиција ме донесоа после во болницата. Звонам на вратата да прашам што е, излава докторката и ми вика дека ние си ја работиме работата, јас ти реков на тебе ти да го однесеш за Скопје, пошто ние пред тоа бевме тука да го однесеш за Скопје, а сега и она си заминува, не ми кажува, мислам, у тешка ситуација е, вика, доваѓа сестрата и вика остави го број, ќе ви се јавиме ако умре. Семејството живее во Канада, а Кочо првпат по 30 години повторно се враќа во родната земја. Од понеделникот е хоспитализиран во Кочанската општа болница. Тогаш го виделе и последен пат. Неговите блиски тврдат дека состојбата му била многу лоша. Морале да носат кебиња од дома за да го стоплат, но и да го пресоблечат. Реагираат на условите, но и на неажурноста на медицинскиот персонал. Го улегнавме ние у собата, он беше ставен у терминално оделение, соба број 10, и беше мокар од тука надоле. Успеавме со ќерката да го пресоблечеме, да сменеме навалки, да ово, пошто целото беше, целиот беше мокар. Мислам, катастрофа. Сега докторките од интерно, они не дозволуват посети и затоа ни рекоа да си заминеме, ние си заминаме. Денес со адвокат неговата сопруга успеала да издействува за да го види. Семејството Шанговски го известиле и конзулатот на Канада во Македонија. Од нив барале да им помогнат за да го видат пациентот. Но и обидите на конзулатот да го добија директорот на Кочанската болница за да ги пушти сопругата и ќерката внатре, биле неуспешни. И ние земавме, јавивме се до конзулатот македонски, јавивме се до канадската Право у Канада на Global Affairs Canada Emergency Hotline и плюс сме се имейл пративме у амбасадата у Белград, канадската амбасада. Деновиве се очекува да пристигне и тим од канадската амбасада во Белград, а случајот го пријавиле и во канадскиот систем наменет за канадски државјани кои имаат проблеми надвор од државата. Голготата на Шанговски по македонските државни болници трае речиси месец и половина. Тој имал проблеми со тироидната железда, но откако кашлицата почнала да станува сериозна, веднаш побарале лекарска помош. Откако веста се прошири по медиумите, побаравме одговори од директорот на болницата доктор Александар Серафимов, кој денес не одговараше на нашите телефонски повици.